Ako se работи според законот, на Индоминерали треба да му се одземе концесијата, тврди синдикатот. Индијската компанија која раководи со пробиштипскиот рудник веќе направила доволно штета и на рудникот и на општината. Па мислам крајно време е тоа да го направи. Едноставно има доволно причина само да го погледа купопродажниот договор и на овој газа да му одземе концесијата. Давањето или одземањето на концесија е надлежност на државата. Со неа индијците имаат подпишано и договор кој ги дефинира условите за работа, но од тоа тие не исполниле, речи си ништо. Еден од условите за одземање на концесијата е и неплаќањето на концесискиот надомест. Согласно законот, 15 дена по завршување на кварталот, доколку не биде платена концесијата, ќе треба да се раскине договорот. Исто така има во условите од договорот јасно дефинирани колку треба да бидат инвестициите, колку треба да биде бројот на вработени за да биде договорот валиден. Јас мислам дека и во овој дел имаат големи грешки. Поради ова, од синдикатот бараат индијците да ја надоместат и штетата. Да го задолжи за парите што нелегално ги однесе во Англија, а не ги даваше на работниците да ги врате, а со купопродажниот договор пишува дека околку не се исполни купопродажниот договор, следуваат одредени пенали. Значи, на основа пеналите државата ќе се земеше пари, а ќе најдеше нов газда. Во меѓувреме работата во Добрево е стопирана веќе 5-ти ден, зашто се уште рударите немаат земено плата. Последните информации и ветувања се дека пари тие ќе добијат на 30 септември. До тогаш рударите остануваат надвор од јамата. Несоодветното работење со Индоминерали директно погоди околу 500 вработени во рудникот, но последиците индиректно ги трпат и трговците, зашто работата добро не им оди и на нив. Осеќа се како не се осеќа. Кога не замат рударите плата, нема ни промет кај сите, не само кај нас. И додека рударски пробиштип тоне, Индоминерали бележи годишен профит од 1,6 милиони евра.